Жителите на Скопски Карпош веќе неколку денови дишат енормно загаден воздух. Податоците од мерната станица во населбата, кои утрово ги објавија од Министерството за животна средина, покажуваат високо загадување со PM честички од над 140 микрограми на кубен метар, неколку пати над дозволеното. Графиконите покажуваат дека во реонот на Карпош од 29 август до 3 септември загадувањето енормно се зголемувало во вечерните часови, помеѓу 20 и 24 часот. Според податоците објавени од Министерството за заштита на животната средина, оваа мерна станица во општина Карпош во последните денови регистрирала енормно, дури 2 пати зголемено загадување со штетните PM10 честички. Причината за висока загаденост во овој период од граѓанското здружение О2 ја гледаат во неажурноста на надлежните институции, во справувањето со проблемот на недозволени палења на страништата на нивите, но и на многу локации во градот. Татјана Чакулев од граѓанското здружение О2 иницијатива вели дека големите скокови на аерозагадување во Карпош не се ништо ново. Надлежните дефинитивно треба не само да повнимаваат, туку да преземат конкретни мерки на терен, нешто што ние го бараме со години. Сите што живеат во овој регион, значи зборуваме Карпош 4, Карпош, зборуваме за цел Карпош, Сарталиџа, тука е Влае. Значи луѓе од Хром постојано се жалат, тоа е Ѓурче Петров, сега зборуваме. Значи цело Ѓурче Петров, цел Карпош, Саре е задимен. Ние постојано добиваме фотографии каде што се пали. Што се пали, ние не знаеме. Дали се тоа ниви стрништа, сигурно има дел тоа во овој период. Меѓутоа се пали низ цела година. Се пали отпад. Чади од Сарај, чади од Ѓурче, чади во Карпош, кај Газела мостот, покрај Вардар, има стандардни локации. Значи да не збориме за бизнисот што нели палење на кабли низ цела година што трае. Значи ние во континуитет се труеме, значи нема запирање. Дел од жителите на Карпош ни потврдија дека деновиве воздухот бил тежок за дишење, со густ чад и мирис на изгорено. Некои пак велат дека ситуацијата не е алармантна како во зимскиот период. Го осетив тоа пред, ајде да не претерам, сигурно 8 дена можеби имаше. Воздухот беше тежок, некој посебен, неспецифичен, неодреден мирис беше. Мерните станици што покажуваат, сигурно има кај нив нешто, а ние да го не осеќаме. Ама не е како во текот на зимските денови, кога е неподносливо тоа загадување. Во потрага по одговори од надлежните институции и инспекторите на терен, се обративме до Државниот инспекторат за животна средина. Оттаму одговор не добивме. Од канцеларијата на првиот човек на инспекторатот не беа достапни за коментар. Само кратко ни изјавија дека сите се на целодневен состанок.